Македонија станува се попривлечна за туристите. Го живее шпицот на туристичката сезона, која според досегашните податоци на Државниот завод за статистика би можела да биде една од поуспешните во изминатите години. На стартот од летната сезона, во јуни, државава ја посетиле над 113.000 туристи кои оствариле речиси 222.000 ноќевања, а податок кој особено радува е што речиси 77% биле гости од странство. Најмногу ги имало од Турција, 24.500. На второ место е Србија со 8.500, пошто следуваат гостите од Германија со над 4.000 и од Бугарија со над 3.000 туристи. Од јануари до јуни, вкупниот број туристи во Македонија е намален за половина процент во споредба со истиот период минатата година. Падот е резултат на намалениот број домашни гости за 3,1%, кај странските и натаму има скромен раст од 0,3%. Летниот период, особено јули и август, останува клучен за туристичкиот сектор, а податоците од јуни покажуваат дека странските гости имаат најголем удел во посетите и ноќевањата во Македонија. Тоа што трендот полека но сигурно се менува, се должи на повеќе други фактори. Пред се во делот на авиособраќајот, каде во изминатата година се бележи бум во делот на превезени патници, но и на бројот на реализирани летови од двата македонски аеродрома во Скопје и Охрид. Економскиот ефект од ваквиот тренд се шири многу пошироко од хотелите и туристичките агенции. Поголемиот број гости создава поголема побарувачка за ресторани, кафулиња, транспорт, туристички водичи, занаетчиски производи и локални услуги. На тој начин туризмот може да биде директен извор на приходи за малите и семејните бизниси, но и значаен фактор за развој на локалните заедници. Особено важен е потенцијалот за промена од сезонски кон целогодишен туризам. Македонија традиционално е препознатлива по летната туристичка сезона, но растечкиот интерес за културниот, историскиот, гастрономскиот и руралниот туризам отвора можност туристичката активност да се распределува во текот на целата година. Токму руралниот туризам може да има дополнителен економски ефект, бидејќи овозможува туристичката потрошувачка да стигне и до средини кои немаат големи хотелски комплекси. Финансиската поддршка за инвестиции во руралните области создава услови за развој на семејни бизниси, нови туристички содржини и дополнителни работни места.